сакаме добре дојде во нашето училиште. Бројки, приказни песни. 8, 9, 10. Добре дојде за нашите најмали првачињата. Денес е навистина радосен ден, еве повторно се слуша детскиот жагор, повторно се гледаат радосните детски ведри насмевки на лицата на нашите ученици, па еве во оваа прилика на сите ученици кои што го продолжуваат своето образование и секако на првачињата кои што за прв пат ќе се соочат со предизвиците и ќе седнат во училишните клупи, им посакувам да бидат умни ученици, да ги слушаат своите наставници, учители, секако и своите родители, да нижат многу успеси, да се стекнат со нови знаења, да постигнуваат успеси на кои што и тие ќе бидат горди самите на себе, ќе бидат горди нивните наставници, нивните родители, нивните баби и дедовци, а и ние како општина ќе се гордееме што еве во Радовиш имаме навистина талентирани, интелигентни ученици кои што не представуваат со гордост на ниво на република, секако и надвор од нашите граници. Како и секоја година, еве со мало внимание ги пречекавме првачињата генерално во сите училишта на територија на општина Радовиш, сите првачиња повторно од страна на општината е обезбеден школскиот прибор неопходен во текот на учебната година, а исто така сакам да потенцирам еден многу добар податок, радосен податок за Радовиш, што еве од оваа година за прв пат имаме зголемување, тоа драстично зголемување на бројот на првачињата. Ако 2013 сме имали некаде бројка од под 300 ученици, првачиња, еве оваа година имаме за прв пат 50 првачиња запишани повеќе од 2013 година, што значи еве сме во порас во однос на првачињата, во однос на учениците. И еден друг податок сакам да истакнам, кој што еве службите ажурно ми го презентира, а тоа е дека и во детската градинка историски гледано, ако бил најголемиот број запишани, односно згрижени ученици во склопот на детската градинка Ацо Караманов, 460, еве оваа година имаме за 100 повеќе запишани, значи 560 деца се згрижени во склопот на детската градинка и 20 се веќе на листата на чекање. Имаме значи еден сладок предизвик, значи да почнеме да размислуваме да создадеме и дополнителен простор и дополнителни услови за згрижување на децата. Се надевам дека еве оваа бројка, оваа тенденција на пораст на наталитетот ќе продолжи во иднина, бидејќи нели тоа е основата на развојот на нашата општина.